Пеплосана борова шума, ниска вегетација, сандаци со пчелни семејства е денешната слика по големиот шумски пожар во подножјето на Пониква. 76 годишниот Борис Костадинов од кочанското село Бели, подпирајќи се на бастунот, го гледаше пустошот кој зад себе го остави пожарот. Ваков голем пожар тој не памети на овој дел од планината. Можда е имало некаде на друго место, иначе овдека не е имало, ама овдека више некој се спремате. Ова е трети пат. Трети пат, тоа е направено, мислам, вчера на повише места е запалено, не е на едно место, а од два пати го палија доле. Уништени се 150 хектари борова шума, се уште на одредени места и чари. По пожарникарите од Кочани, но и од другите градови, вработените во македонски шуми и од другите институции се уште се на терен. Над 100 луѓе се ангажирале во гаснењето на пожарот на Осоговските планини. Надлежните се сомневаат дека причина за пожарот е човечки фактор. Командирот на кочанските пожарникари вели дека сомнежот дека е подметнат доаѓа откако неделава на овој дел во 3 наврати гаселе помали пожари, за да вчера добие на интензитет најкритично било под Лешка кривина. Тој дел беше многу критичен, пошто и огинот беше многу интензивен во големи размери и таму се водеше борба за неколку викендици да можеме да ги спасиме и успеавме во тоа дека не се зафатени. Ние иванска година имавме пожар на другата страна на планината, меѓутоа нискостеблеста шума, грмушки и така, меѓутоа ваков пожар одамна не е виден на овие простори, бидејќи се работи за борова, висока борова шума која фрлаше огин по 40 метра. Беше страшно да се гледа. Навистина, гледката беше страшна, застрашувачка и никој не веруваше дека на крајот ќе успееме толку брзо и сами да го ставиме под контрола како што успеавме. Македонски шуми дополнително ќе утврдува штетата од пожарот. Во таквото утврдување на штети воопшто не се влезени штетите нанесени на општо корисните функции од шумите, а тоа се непроценливи штети. Треба да знаат сите дека при секој пожар, при горење на шума, нас ни гори фабрика за воздух, ни гори еден магазин за складирање на јаглерод диоксид. Поради топлотниот бранна сила и делумната забрана за движење во шума, надлежните институции кои беа вклучени во гаснењето на овој голем шумски пожар во Осоговието бараат виновниците да се најдат и казнат со цел да престане дивењето на пироманите низ македонските шуми.